Видете, денеска во Македонија се воспостави еден најнегативен прецедент, кој што сметам дека не би требало да се воспостави и да продолжи во текот на било која кривична постапка. Зашто мислам? Денеска за прв пат од започнувањето на, односно од донесувањето на наредбата за спроведување на истрага од обвинителството за организиран криминал и притварањето на осомничениот Бојан Јовановски, и после сите превземени действија од страна на обвинителството, тој е денес за прв пат викнат да даде исказ во јавното обвинителство. И тоа би било во ред. Но не е во ред во истиот момент кога вие немате појма за каков доказ се обвинувате, кои се основите на сомневања, кои се доказите против вас, да ви се дава известие за завршена истрага. Во исти момент. Еве, тоа е ова известие за завршена истрага, кое што носи датум 23.9.2019 година. Ова до сега во историјата на македонското правосудство не се случило. Исти ден да се донесе известие за завршена истрага и да се бара да се даде изјава од осомничен кој што претходно ниту еднашка не бил известен за основите на сомневања и доказите кои што стоат против него. Дали знаете каков е ставот на Европскиот суд за човекови права во Страсбург? При прв распит, и тоа е имплементирано во член 206 од Законот за кривична постапка, кај нас веднаш треба осомничениот да биде запознаен за основите на сомневањето и доказите кои што стојат против него. Како вие сметате дека некој може да се произнесе кога од за мене необјасниви причини јавното обвинителство денес ја завршува истрагата, ни дава изволте подпишете се известие за завршена истрага и бара од човек кој што не видел со какви докази се располага јавното обвинителство да се произнесе и да даде изјава. Нормално при такви околности, значи ние не се браневме со молчење, нити некогаш ќе се браниме со молчење во оваа постапка. Ќе дадеме исказ. Но видете сега нашата позиција и повредата на правото на одбрана. Во овие 15 дена ние сега треба да ги гледаме, бидејќи истрагата според обвинителството е завршена со известие, ние треба да ги гледаме доказите, па ќе се договориме да даде исказ. Тоа е еден правен нонсенс кој што затоа велам е прецедент и сметам дека не треба да се спроведува во Република Македонија. Не гледаме ние на кристална кугла да знаеме кои се доказите кои што стојат против осомничениот. Така да денеска не дадовме изјава од разбирливи причини, а тие се едни единствени затоа што немаме увид во доказите. Од среда во 12 часот па во наредните денови ќе вршиме увид во предметот и потоа ќе дадеме свој исказ. Дали тоа значи дека е известно дека ќе има обвинение во случајот според ова што се случува? Па видите, јас се обидувам да се екскулпирам од шпекулации. Завршена истрага значи завршена истрага. Би останал само во тој дел. Дали значи, не знам. Дали значи во секој случај и ние имаме право да доставиме своји докази и тоа ќе го сториме. Исто има една ситуација за неговата здравствена состојба која што никој не го интересира и се префрла топка од судија на претходна постапка кон јавно обвинителство и истражен затвор Скопје. Така да ќе видиме што ќе се случува во иднина. Битно е дека ова е невообичаена, незаконска постапка на завршување на истрага пред да бидат презентирани доказите. Ова се однесува само на вашиот клиент или на бидејќи Катица Јанева е повикана за утре пак да даде исказ? Јас не можам да знам дали истото ќе се случи за Катица Јанева или ова е само за Бојан Јовановски. Официјално осомничениот Бојан Јовановски е повикан денес за прв пат. И повикан е да даде исказ. И не во тој исказ да се подметне известување за завршена истрага.
Не се случило до сега така. Значи не се случило. Ако сакаме да водиме ние брза и прека постапка, ова не е начинот. Значи се вика човек да даде изјава. Дали јас како бранител, дали некој друг бранител, дали Бојан Јовановски има избран бранител или бранител по службена должност, а тоа е небитно. Осомничениот како таков сака да изврши увид во сите списи и докази. Тоа му е оневозможено. Тоа е опасно голема повреда на одредбите на законот за кривична постапка. Сега ние покажување на осомничениот ја знаеме целата вистина во врска со овој кривично правен настан и токму заради тие причини сакавме да дадеме изјава, но не под вакви околности. Ја споменавте здравствената состојба, зашто се работи, рековте преписки има, но Па пак ви кажувам, се работи за операционен зафат, за кој што ја лично го осудувам, од наводно естетска природа, значи намалување на неговиот желудник. Меѓутоа, после тоа има две неуспешни операции на подврзување на тенкото црево во тој желудник. Нонстоп повраќа, нека се смеат, мислам, владетелите на правото кога велат дека можеби е труден, па затоа повраќа. Значи нонстоп повраќа, нонстоп паѓа и го носат и покрај одобрение на судија од претходна постапка го носат во амбуланта и му дават една обична емулзионен раствор и со тоа се завршува. Не го кажувам ова заради тоа да нешто се постигне, реално не му е добра здравствената состојба. Може би сам придонесол за таква здравствена состојба со таква операција, која што очигледно во Република Македонија така се извршува. На тоа, кој владетели на правото? Тоа го кажав со сарказам, владетели на правото. Па знаете, ние сме позната нација каде што секој секому се сити за одредена ситуација. Па ја отворете Facebook, секој втор пост вие на луѓето што го мразат Бојан Јовановски велат да не е труден, затоа повраќа. Од тој смисла, а не владетели на правото. По мене да. По мене да. Ако немате вие функција на желудникот, ако немате вие функција на тенкото црево, не знам што би требало, ако нонстоп повраќате, значи не се храните. Значи вас вештачки треба да ве хранат со инфузии, како тоа не е животно загрозувачки. Океј, не е излив на крв во мозок или инфаркт, но е далеку од безазлена состојба. Што сега ќе преземете после оваа ситуација? Па ви реков што ќе превземам. Значи ние сме приморани, независно од какви работни обврски има, после завршување на истрага да вршиме увид во предмет, што е нонсенс правен, неверојатен правен нонсенс, да вршиме увид во предмет и да вршиме увид во сите докази, дали ќе стигнеме во тој рок, кој што си го само создал и само задал обвинителството во рок од 15 дена, ќе видиме. Тоа ќе правиме. Од среда, од 12 часот, ќе почнеме да ги гледаме доказите со надеж дека ќе извршиме увид во нив и ќе дадеме своја одбрана и видување на нештата. Рековте дека ја знаете вистината, иако се уште немате извршен увид во доказите. Која е вистината за Не ја знам јас вистината. Јас ви кажувам што осомничениот мене ми каже при нашите разговори.